Добар ден, ученици! Се викам Наташа Станоевска и сум наставник во Средното гимназиско училиште Панче Арсовски од Скопје. Денешната наставна единица им е посветена на учениците од гимназиското образование во прва година. Денес ке зборуваме за словенската писменост и особеностите на старословенскиот јазик. Словените својата писменост ја оформиле во втората половина на 9 век со создавањето на првата словенска азбука глаголицата. Јазикот на словенската писменост се нарекувал словенски јазик и денес внуката е познат како старословенски јазик. Старословенскиот јазик е прв литературен писмен јазик на сите словени. Ширењето на словенската писменост ја започнуваат светите браќа Кирил и Методи со покрстувањето и описменувањето на словенското население. Оваа своја дејност тие ја започнуваат најпрво кај западните словени во областа Моравија. По моравската мисија, светите браќа Кирил и Методи продолжуваа да ја шират словенската писменост и кај јужните словени во Бугарија, во Преславскиот книжевен центар и во Македонија, во Охридскиот книжевен центар. Потоа, таа се расширила и во останатите јужнословенски земји, Србија, Босна, Хрватска, Словенија и кај источните словени во тогашната Киевска Русија. Старословенскиот јазик во почетокот имал ограничена употреба. Тој бил јазик на црковните книги, наменети за христијанската богослужба. Во овој период, старословенскиот јазик се сметал за сакрален, свет јазик, јазик на култот. Употребата на старословенскиот јазик била дозволена само во рамките на црквите и со него се предавале поапстрактни религиозни поими и содржини. Подоцна, старословенскиот јазик ја проширува својата употреба, односно со него се пишуваат и оригинални литературни дела и тој станува јазик на литературата. Најголема заслуга за проширувањето на функциите на старословенскиот јазик има Свети Климент Охридски. Словенската писменост е заедничка за сите словенски народи и таа има повеќе вековна историска традиција. Го опфаќа периодот од средината на 9 до крајот на 18 век. Во однос на писмената активност, словенската писменост може да се подели на два периода. Првиот е старословенскиот период, кој започнува од средината на 9 век и трае се до крајот на 11 век, а вториот е периодот на црковнословенскиот јазик од почетокот на 12 па до крајот на 18 век. Старословенскиот период се карактеризира со употребата на старословенскиот јазик како единствен јазик за сите словенски народи. Тој има стандардизирана, нормирана употреба на двата ера, јор и ер, и на двете носовки он и ен, односно големата носовка он и малата носовка ен. Се карактеризира исто така и со дадени особености во рамките на фонетиката, граматиката и лексиката. Црковнословенскиот период пак трае од 12 па се до 18 век и тоа е периодот во кој старословенскиот јазик е се уште единствен литературен јазик. Меѓутоа, тој се појавува во посебни варијанти во одделните словенски земји. Старословенскиот јазик е од исклучително значење во проучувањето на историјата не само на македонскиот, туку и во проучувањето на историјата на сите современи словенски јазици. Проучувањето на старословенскиот јазик рече се темели на зачуваните писмени ракописи од 9 до 11 век, односно од започнувањето на моравската мисија па се до потпаѓањето на Македонија под византиска власт. Ракописите на старословенски јазик од овој период всушност се преводи од грчки на старословенски јазик на главните црковни книги Евангелија, Апостол и Псалтир. Најстарите зачувани ракописи
на старословенски јазик потекнуваат од Македонија и во нив се одразени јазичните особености на македонските говори од тој период. Потекнуваат од Охридската книжевна школа и напишани се со глаголско писмо. Незначајни од нив се зоографското, Асемановото и Мариинското евангелие. Постарите писмени ракописи пак, кои што се напишани на кирилско писмо, се смета дека потекнуваат од Преславската школа. За разлика од неа, во рамките на Охридскиот книжевен центар, подолго време се негувала глаголската традиција. Но подоцна, по одреден временски период, сепак глаголицата била истисната и замената со кирилицата и во рамките на Охридската книжевна школа. Незначајни ракописи, напишани на кирилско писмо се Самоиловата плоча, Варошкиот надпис, Витолската плоча и други. Основните особености на старословенскиот јазик. Старословенскиот јазик имал посложен фонолошки и граматички систем за разлика од македонскиот и останатите словенски јазици. Во рамките на вокалниот систем можеме да кажеме дека тој се состоел од 11 самогласки. Па така, освен денес познатите 5 самогласки во современиот македонски јазик, во старословенскиот имаме уште 6. И тоа: јад со изговор на широко е, јери со изговор на средно и, големата носовка он, која се изговарала како о со носов призвук, малата носовка ен, која се изговарала како е со носов призвук. Двата ера, односно јор, која се полусамогласка меѓу о и у и така исто се изговарала, и јер, полусамогласка со изговор меѓу е и и. Согласките од своја страна се делеле на меки и тврди. При тоа меко се изговарале согласките ш, ж, ц, ч, додека согласките ц, з, н, р и л образувале двојки по мекост со соодветни меки согласки. Старословенскиот јазик исто така имал карактеристична структура на слогот. Тој бил отворен слог, односно сите слогови завршувале на самогласка. Во рамките на граматичките категории, кејминските зборови се разликувала и граматичката категорија падеж. Под поимот падеж се подразбираат посебните форми на зборовите со кои се покажува нивниот однос кон другите зборови во реченицата. Во старословенскиот јазик имаме 7 падежи: номинатив, генитив, датив, акузатив, вокатив, инструментал и локатив. Исто така, во однос на граматичкиот систем, кај граматичката категорија број, освен еднина и множина, во старословенскиот јазик се разликувале и форми за двојна кај минските зборови и кај глаголите. Тоа беше се за денешната училница. Ви благодарам на вниманието и довидување.